Славице, ништо до сега нема снимено. Има ли дойдено от Скопие? Къде са тия? Има от все свет. Не, мислям от новините и от телевизията. Има. Георгия! Isto ti ovdje imaš neko privilegije da se razberemo. Ja sam ti rekao dolu, a ti ušte gore stojiš. Ajde, znači ulica da se blokira, da se znaje neka ima mnogo. A već neće i Makedoniji da se sobereme na jednog još velika. Daj malko da se razarečeme. Marketing politički ne mi se Браке и сестри македонци, ќе ве молиме сите малце да се развидите на назад, за да се разшириме и да бидеме малце у поголема. Аз нещо рекao da se razberemo. Само малце место да се направи, сите малце назад. Големите плакати идва назад. Големите плакати нека идат назад. Немој да се плашите, идете назад и тамо е Македонија. Kako se vikaš ime to ime? Vasil, Senjo Mihael, bitteschön. Kommen Sie bitte. Ja, wees, jetzt kommt Spielgruppe, wees. Не заборавайте да сте четири Македонии. Уши веднъж. Тежко. А няма работа как? Работа на църно. Чуйте нещо. Абе, аз те дадем от 9 сата съм аз тук вече. Dobro, tam dobro. Има предлагани транспаренти. Pa ja sam mu rekao preko sve transparenti što može poveć ove čovjeku su transparenti što tebe će bi nam okolo da je ukrat neke da ne bilo bilo.
Братя и сестри, да ја се слушаме нашата државна химна. И работиме во Швајцарија, се собравме овде во прва линија да ви ја презентираме нашата татковина Македонија. Ние многу добро знаеме дека сите швајцарци знаат каде е и која е Македонија. Но има и такви кои што се уште прашуваат каде е Македонија. Македонија е во срцето на Балканот. Македонија е една од најстарите држави на Балканот. Македонија е земја богата со традиција и култура. Македонија Во Македонија се родија многу познати личности, а еден од најпознатите, еден со кој што македонскиот народ се инспирирал и гордеел низ многу илјадници години, е прочуениот Александар Македонски. Човекот кој што името македонско го вековечи и кој што ни остави завет, да го изгубат својот идентитет и со гордост да продолжат да го носат своето татковско име Македонец. Го поздравува овој собор и сака да го благослова со следната молитва. Благословен Бог на сегдан и не присне во веки веков. Святи Боже, святи крепи, святи безсмертни помили нас, святи Боже, святи крепи, святи безсмертни помили нас, святи Боже, святи крепи, святи безсмертни помили нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, није присни во веки веков. Амин. Пресвятата Троица помила Господа жребни наша, владико прости беззакони наша, святи Отец Тијече минува се ради. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и присни во веки веков. Амин. Отче наш и живеете на небесите, свети се име Твое, да прие царство Твое, да буде воља Твоја, како на небесите на земји, хлеб насушни дај нам. И остави долги наша, яко зидовник нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от злого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Ajmo.
Република Македонија ги исполнува условите за меѓународно признавање. Меѓутоа, Советот на министрите на Европската заедница и до ден денес не постапи по ставот на својата комисија. И натаму Европската заедница не има како монета за подкусурување. А по предлог на нејзината членка, а нажалост јужен сосед Грција, таа отиде толку далеку што сака да не го смени и најсветото, а тоа е нашето име Македонија. Возбудливо, иритирачко. Многу држави и влади го посакуваат. Многу од нив тврдат дека е нивно, а и бранат само на оние што живеат во Македонија да го носат тоа име. Каков абсурд, каква иронија. Најгласни во тоа во последно време се грците. Меѓутоа, тука се наметнува само по себе и прашањето: кој стои зад грците и кој им дава за право да ги менуваат имињата на народите? А во овој случај, браќи и сестри на нашата Македонија, и каде го најдува авторското право на името Македонија? Државен континуитет, која го носи ова име од антиката па до денес. А од друга страна, па грците никогаш низ историјата се до скоро време не формирале единствена држава со име Хелада, како што денес се вика нивната држава, туку живееле во така наречени полиси, градови, држави. А дотега пак Македонија и постојала според научно докажани факти до доаѓањето на римјаните 148 година пред нашата ера или вкупно 660 години со 36 крала и 2 цара. Искате да се гласување интереси, си освои шали на меѓународно признавање на Македонија. На нашето историско минато, дека сме следбеници на Филип, Александар, Самуил, Делчев, Сандански, Питу, Кареченто и на плејада други борци што го положија животот за Македонија, името македонско. На крајот од оваа наша мирна демонстрација, сакам да ја упатиме голема благодарност на сите оние земји што ја призна нашата Република Македонија, а на сите други кои до денес не го сторине, им пренесеме Vor dem Schluss noch im hat der 16-zackige Stern gehört. In der Zukunft sollte denen gehören, die sich... authentique dont l'Europe a besoin. Затоа што сте вие еден голем, автентичен народ од колку Европа има потреба. N'oublions pas que vous êtes un des berceaux de notre civilisation. Да не заборавиме дека вие сте една од луките на нашата цивилизација. Et je comprends la colère des Grecs. Après vous avoir volé une partie de votre territoire, ils veulent... Намалената територија Македонија тоа не може да си го дозволи. Дами и господа, овде се собраме со цел уште повеќе се дека за македонецот не постои повеќе ништо од рест југословенското. Секој македонски граѓанин треба да се најде во скутот на својата мајка, во келиите на дни. Оние што не знаат да се ценат себе си, не ги цени и другиот. А македонскиот народ со својата работливост, честост, гостопримност, храброст, слободолюбивост е
Слушайте, сестри и браќа македонци, уште колку мораме ние да молчиме каде е правдината на овој свет, каде се човечките права за нас македонците. Филип, Александар Македонски, Гоце Делчев, Јане Сандански и многу други македонци, јунаци кои го оставија својот живот за нашата света и мила татковина Македонија. Секој од нас знае каде се родните места на овие наши славни јунаци. Сите вие знаете дека 1913 година Македонија беше поделена помеѓу Грција, Бугарија и Србија. Тогаш во Егејска Македонија остана 1.700.000 македонци, а во Пиринска Македонија 250.000 македонци. Сите тие по крв и клетва беа македонци. Каде се денеска? Ние никогаш не смееме да заборавиме за што се бореле Гоце Делчев, Јане Сандански, Никола Карев, Питу Гули, Даме Груев и други. Ние денеска ги славиме, пееме и почитуваме нашите јунаци за слободата на Македонија. Ние знаеме каде се нивните родни места и затоа ќе нема мир во нас се додека ние не ја добиеме нашата целосна света Македонија од 1912 година. Ние немаме никакви претензии према Грција и Бугарија. Ние само си ги бараме нашите македонски територии кои ни беа одземени од големите сили во Букурешт. Само македонците имаат законски права на тие територии, затоа што ние сме потомци од Александар Македонски и немојте да слушате грчки и српски пропаганди дека ние сме славо македонци. Никош во Македонија нема дојдено Словени. Тоа е измислена историја само за нас. Грција која беше само Атина и дозволивме да не украде и уште краде нашата македонска голема и света историја. Им дозволивме да не прават славо македонци, да не го менуваат името, да не погрчат, да не дејрат, колат, дискриминират и да ни ја земат нашата татковина. Слушајте вие македонци, до кога ќе дозволуваме вакви срамоти за нас да се прават. Нашите славни јунаци Филип, Александар Македонски, Гоце Делчев, Јане Сандански и Никола Карев, Питу Гули, Даме Груев и илјадници други денеска се срамат за нас. Браќа и сестри по крв и клетва македонци, бидете храбри и како еден дигнете се и барете Македонија од 1912 година. Да нашите деца не се срамат за нас и за да можат да живеат во слободна Македонија, да не бидеме предавници на својот народ, да не влеземе во историјата како единствени народ кој својот народ го предал. Влезени сме во Библијата како единствен народ кој 38 пати е запишан како Македонија. Браќа македонци, дојде денот да се покажеме какви јунаци сме ние. И доста беше сударање во градите. Но нашето име кој го носиме со векови, кој никој не успеа да ни го смени, нити пак ќе успее. Нека на секој македонец му биде јасно, Југославија ја нема, но Македонија има и ќе ја има. Сега се одлучува за секогаш колкава и каква ќе биде Македонија. Сега поставените граници ќе останат за векови и вечно. Затоа, браќа и сестри македонци, барете ја Македонија од 1912 година кој здрав темел на нашата сплотност и вечност со нашите браќа во Егеј и Пирин, за да можеме и понатаму да ги славиме и пееме и посетиме нивните родни места, инако сме живееле до трговци, джамбази, издајци и изроди од типот на Пашич, Колишевски, Балтов
која продава Македонија во Марсеј, Берлин, Букурешт. За да не бидеме палестинци на Балканот, кои ќе го горат, срам да им биде на сите оние кои го внасат името на нашата света нација, која се одржени низ векови и своето постоење од време пред Христос. Не предавајте се, бидете достојни на вашите клетви. Кој се бори, ќе се ослободи. Кој чека, ќе дочека. Трпение, спасение. Амин. Амин. Прво, целиот свет знае дека Грција беше само Атина. Второ, ние сме македонци и само ние имаме право на Македонија. Трето, ние постоиме уште пред 7000 години. Пред Филип и Александар Македонски имавме 36 кралеви и 2 цара македонци. Четврто, грците се плашат и знаат дека Егеј е македонски и дека времето е дојдено да го вратат, само ние треба да си го бараме. Пето, сите треба да ја читаат Библијата, за да знаете која е Македонија. Шесто, им забрануваме на атињаните да зборуваат за нашето минато и нашата историја, која ја крадат од нас. Седмо, ние бараме од атињаните, денешните грци, да се исклучат од Обединетите нации, затоа што не ги почитуваат човечките права по Хелзинската конвенција. Осмо, од атињаните бараме да си го променат името и си го земат нивното право име Хитија. Да атињаните не ја прават нашата историја за нивна. Десето, ни ја земаат земјата, Егејска Македонија, сакаат да ни го сменат името, а на македонците им ги одзема и сите човечки права. Сакам на сите македонски денеска што се собравме тука и на сите други, исто така што им чукаат срцата во овој момент и се чувствуваат дека се меѓу нас, да им се заблагодарам во името на сите македонци, во името на сите лавови и лавици кои денеска се сите овдека, и на сите македонци и пожелувам све најубаво и поздрави од Средна Германија во овој протест за признавање на Македонија. Примите го нашиот протест од срце испишан, со солзи залиен и со крв попишан. Еве уште две прекрасни песни од Перинскиот дел на Македонија. Тоа се песните "Заљубив мале примоми" и "Пирин планина". Ве повикувам граѓани. Организирањето на овој митинг и новија демонстрации се во цел за признавање на Република Македонија од нејзиното исконско име Република Македонија. Така е! Оваа борба на македонскиот народ која трае со векови сега доаѓа до својот крај. Сакам да ви кажам, како представник на оваа партија, дека никој нема право да го менува името, ни председателот на Републиката, ни парламентот, ни сегашниот македонски народ. Не можеме да ги негираме сите оние
кои ги дадоа своите животи во борбата за македонската кауза и за македонската самобитност и државата. Затоа, ние како представници на ВМРО кој се бореше уште од најстаро време за македонска држава, порачуваме дека никогаш нема да дозволиме промена на името на македонската држава. За крајот сакам да поздравам уште еднаш и да ви порачам да бидеме сплотени, единствени и да истраеме во оваа борба до меѓународно признавање. Борбата и успехот и победата сигурно ќе бидат на страната на Македонија и македонскиот народ. Да живее Македонија! Прием на Македонија во Организацијата на Обединетите нации е испратен до членките на Европската заедница, е испратен до сите влади и држави, поголеми и помали во светот. Наенергично е